Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден. Ова се нови 90 минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве го изборот што го направивме со колешката Маја Пероска. Странците ни велат за силни гаранции ви треба консензус дома. Бугарија може да посегне по ново вето. Здравството влегува во најважната фаза на реформите. Системот се поставува на нови основи, вели министерот Алију. Следната недела разговори за реконструкција на владата. Да сме спремни на се во втората половина на мандатот. Го криел стечајот на Странската банка, проектот се распаднал, државата остана без 9,5 милиони евра од ИПА фондовите. Првата операција, асистирана со робот, изведена на клинички центар. Станува збор за уролошка операција кај пациент со карцином на простата. 8 години не плаќал данок на имот. Екс-градоначалникот во Дебарца ја оштетил општината за над 7.000 евра. Обвинителството презентираше докази против агенцијата Рубикон. Во судењето за Пулс на тапет дојдоа обезбедувачите. Стотици граѓани истовремено земале и пензија и социјално. Ревизијата откри неправилности со социјалната помош. Владата од 1 јули ќе воведе забрана за движење низ шумите. Воздухопловите и возилата за гаснење пожари се сервисирани. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Македонски државјанин од Струга е уапсен во Албанија откако полицијата во Елбасан во Комбе открила 1 килограм хероин за кој се сомнева дека бил прошверцуван преку нелегален премин на македонско-албанската граница. Албанската полиција соопшти дека акцијата била реализирана на патниот правец Булкиза-Либрашт, каде што било запрено сомнително комби за рутинска контрола. Во возилото се наоѓале 32 годишникот Струга и 45 годишникот Драч, а при деталниот претрес полицајците откриле дека во една од гумите бил скриен 1 килограм хероин. Според истрагата, наркотикот бил наменет за продажба на албанскиот наркопазар. Покрај хероинот, полицијата како материјални докази ги одзела и комбето марка Фиат, 2 мобилни телефони, 40.000 албански леки, 50 евра и 290 македонски денари. Целокупната документација е доставена до обвинителството во Елбасан, кое ќе ја води понатамошната постапка. Уапсените ќе одговараат под сомнение за кривично дело, трговија со наркотични супстанци, согласно албанското законодавство. Помина време, многу време, и мислев се сум сватил. Помина време, грешките наши, јас сам ги платив. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Пустото време лузни прави, длабоки како бразди. А има луѓе живеат така, без душа празни. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Немало късмет, ни малку среќа и губам надеж полека. Барем да видам
видев еден себап, за еден живот колку треба. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Некој на младост, некој на старост, некој ко мене никогаш. Барем да видев еден себап, за еден живот толку ми треба. Некогаш мислам се ке пројде, за мене ден ке дојде. Но џабе било, не врти листот, се пак е исто. Не знаев дека толку може да не лажат Боже. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Немало късмет, ни малку среќа и губам надеж полека. Барем да видев еден себап, за еден живот колку треба. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Некој на младост, некој на старост, некој ко мене никогаш. Барем да видев еден себап, за еден живот толку ми треба. Барем да видев еден себап, за еден живот толку ми треба. Председателот на владата Христијан Мицкоски најави дека следната недела ќе ги почне разговорите за најавината реконструкција на владата, која потенцира во изјава за медиуми влегува во втората половина на мандатот и политички умно е да биде подготвена на секакви сценарија, како што се и предвремени парламентарни избори. За брзо време веќе сме во втората половина на нашиот мандат. Ќе имаме парламентарни избори, па граѓаните нека одлучат дали овие кои капитулираа, ја ограбија, ја осиромашија и ја уништија Македонија треба да добијат еден пратеник или ние, кои што нудиме сосема еден нов концепт кој се темели на многу работа, но истовремено безкомпромисна битка и со став за националните интереси. Сме кажале дека наша опција што ја преферираме како влада е редовни избори во 2028 година, но сме подготвени секогаш доколку тоа опозицијата го бара да излеземе на терен и повторно да победиме, рече Мицкоски на новинарско прашање за исходот од средбата на председателката Гордана Силјановска со нејзината бугарска колешка Илијана Јотова и ставовите за новите барања од Софија. Како што најави, од следната недела ги започнува разговорите со коалицијските партнери за реконструкцијата на владата. Најпрвен сакам да ја слушнеме визијата, да видиме дали таа визија се поклопува, па дури потоа можеме да зборуваме за кадровски структури, изјави Мицкоски. Во однос на кадровските освежувања во ВМРО ДПМН, најави дека покрај новиот состав на извршниот комитет и новите председатели на општинските комитети на ВМРО ДПМН во партијата, ќе дојдат освежувања и во другите структури на партијата. Унија на млади сили, Унија на жени, Унија на ветерани, Патриотскиот институт. Остануваат посочи мали финеси кои ќе треба да се доусогласат и очекувам најдоцна следната недела и тоа да го завршиме, заклучи Мицкоски.
Обвинителството на судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени, во судницата во Идризово презентираше докази за Агенцијата за обезбедување Rubicon Security Solutions, кои се однесуваа на околности поврзани со обезбедувањето на објектот во кој се наоѓала дискотеката Пулс, планот за надзор и обезбедување, дозвола за работа, листа на вработени, како и доказен материјал обезбеден од извршени претреси во канцеларии и возила. Одбраната, произнесувајќи се по изведената документација, изјави дека таа се однесува на се освен на работењето на Пулс и дека обвинителството нема ниту еден доказ и покажало дека агенцијата работела согласно закон. Обвинителството речиси 5 часа презентираше материјални докази за Агенцијата за обезбедување, кои се однесуваат на околности поврзани со обезбедувањето на објектот во кој се наоѓала дискотеката Пулс. Обвинителството изведе и фотодокументација и докази обезбедени од претресот на канцеларијата на Рубикон и од земената документација, а пред судот беше презентиран и договор за кој обвинителство појасни дека представува обид за изигрување на институциите меѓу МММ, Доел Кочани и Рубикон, но на кој, како што се укажа, се гледа дека има подпис што не е ист со тој на директорот на Рубикон Јане Јанчевски. Обвинетиот Јане Јанчевски, произнесувајќи се во однос на изведените докази пред судот, рече дека обвинителството со оваа документација само се демантира и покажува дека Рубикон работела согласно законот. Бранителот на Јане Јанчевски, Александар Нацев, адвокатот Дејан Стојчев, во изјава за медиумите на паузата од рочиштето, рече дека нема ниту еден доказ, освен еден договор за патролно обезбедување, за кој одбраната дополнително ќе се произнесе. Во однос на обвинетиот Александар Нацев, Стојчев рече дека позицијата на одбраната е дека со ниту еден доказ не се докажува неформална сопстvenичка или оправувачка функција на обвинетиот Александар Нацев. Случајот се наоѓа во доказна постапка и продолжува на 25 јуни со изведување на материјални докази од обвинителството, кои се однесуваат на Министерството за економија и Државен пазарен инспекторат. Дали има љубов во тебе? Дали имаш душа? Ноќта тивко ми зборува, немаш љубов најмила. Да те сретнам еднаш, да ти раскажам, ќе го молам Бога да ме засакаш, ќе го молам душо да ме љубиш ти, срце ќе ти дадам да не ме боли. Дали душо нежно милуваш? Дали нежно ти љубиш? Ноќва една звезда блеснува, љубов душо огреја.
ти дадам да не ме боли. Srce ke ti dadam da ne me boli. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Побелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Изминатата година поставена е нова насока – здравствен систем што планира, мери, дигитализира и одговара, наведува министерот за здравство Азир Алиу во изјава за медиумите по повод една година од преземањето на министерската функција. Пред една година ја презедов одговорноста да го водам Министерството за здравство. Не беше лесен период, ниту систем во кој проблемите можат да се решат преку ноќ. Здравството е еден од најсложените и најчувствителните системи во државата. Систем во кој секоја слабост ја чувствува пациентот, секоја одлука има човечка тежина, а секој одложување значи изгубено време за некого кому му е потребна грижа, истакна Алиу. Министерот нагласува дека изминатата година целта не била да се создаде впечаток дека се е решено, напротив се тргнало од вистината. Тој додава дека во изминатата година поставена е нова насока – здравствен систем, што планира, мери, дигитализира и одговара. Започнавме процес на дигитална трансформација. Пациентот не треба да се движи со папки, извештаи и CD-а од една институција до друга. Податоците треба да го следат пациентот, а системот треба да му помага на лекарот да донесе побрза и побезбедна одлука, додава Алиу, потсетувајќи дека биле воведени транспарентни листи на чекање, затоа што фер пристапот до здравствена услуга, како што подвлекува, е основа на довербата. Тој вели дека посебно внимание е посветено и на здравствените работници. Осврнувајќи се на важните јавно-здравствени политики, тој подсетува и на предлог законот за заштита од употреба на производи од тутун или сродни производи, кој е чекор кон поздрав јавен простор, заштита на децата, непушачите и вработените. При тоа нагласувајќи дека не станува збор за законско решение кое е против некого, туку за закон за здравјето на граѓаните.
мајчице, живот евгерски, каде сон ме навали, таму заспи си. Одо време помина, како година, сакам да се за дома, деца да изгледа. Дава ме навира, само да ти свира, баш под пенџери. Дава уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Дава ме навира, само да ти свира, баш под пенџери. Дава уште една, твојта усна медена, да ме поздрави. Само да ти свират баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медна, да ме поздрави. Давам една лира, само да ти свират баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медна, да ме поздрави. Да ме поздрави. Неколку високи представници од Европа посочиле дека е разумно нашата држава да бара дополнителни гаранции во контекст на нашето евроинтегрирање, вели заменик министерот за надворешни работи Зоран Димитровски во интервју за МИА. Димитровски потенцира дека со изградба на национален политички консензус, позициите на државата ќе бидат посилни надвор. Тој очекува опозицијата да ја увиди својата грешка со прифаќање на францускиот предлог и оти со посилна позиција дома и нашите позиции надвор ќе бидат посилни. Во разговори со амбасадори, во разговори со представници од Европската Унија, со луѓе што се упатени во условите овде, затоа што не секаде ги знаат домашните услови во Македонија, постојано ни се потенцира дека нашиот клучен проблем е што ние немаме единствен став во врска со прашањето за уставните измени и постојано ја посочуваат опозицијата, која едноставно смета поинаку, дека со усвојување на уставните измени нам ќе ни бидат ширум отворени портите на Европа. Така што тоа останува клучно прашање, кое нам ни прави проблеми во Европа и затоа апелираме постојано, но гледаме дека од другата страна не сакаат да го прифатат тоа, веројатно одработувајќи или да си ги спасат своите кариери на некој начин во таа партија или можеби во некое полудо сценарио за некакви интереси на Софија, во што не би сакал да верувам. Димитровски вели дека не верува оти сите во раководството на СДСМ размислуваат исто и дека таа партија некогаш била и државотворна, но вели дека сепак ќе биде тешко да се постигне ваков национален консензус. Во однос на можни нови блокади од Софија, заменик министерот истакнува дека претходната власт не требало да го прифати така наречениот француски предлог, поради што Софија сега ќе го користи правото на вето за сите прашања од преговарачката рамка. Тој потенцира дека историските и идентитетските прашања не требаше да бидат дел од преговарачката рамка. Гоце ми отишол во солуна града, во солуна града, во лавна мејана. Ајде там е јало, рујно вино пило. Ајде там е јало, рујно вино пило. Море го сужила
Што си бреговце, толку замислено, толку замислено, в срце натажено. Дали ти е гоце, чета растурена, или ти е гоце, пушка рđosala. Море, ал ме прашаш, убава со луке, право ќе ти кажам, нема да те лажам, ниту ми е чета, мене растурена, ниту ми е бердан, пушка рđosala. Толку јас си барам најубава мома, најубава мома, мома македонка, бајрак да навезе и да го напише, смрт или слобода за македонците. Бајрак да навезе и да го напише, смрт или слобода за македонците. Речиси 9,5 милиони евра европски средства се изгубени поради неправилности во реализацијата на проектот рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во општина Кичево, соопшти управата за финансиска полиција. Поради случајот, до основното јавно обвинителство во Скопје е поднесена кривична пријава против странски државјанин со иницијали СГОБ во својство на сопственик и управител на правно лице, како и против самото правно лице. Според финансиската полиција постојат основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство. Истрагата покажала дека пријавениот бил должен да обезбеди важечка банкарска гаранција за проектот, што се реализирал во рамки на ИПА-2 програмата на Европската Унија. Според наводите на финансиската полиција, тој не ја открил околноста дека азербејџанската банка Мугабанк, која ја издала гаранцијата, влегла во стечај, со што гаранцијата повеќе не била валидна. Истовремено, како што се наведува во пријавата, биле ангажирани произведувачи без претходно одобрение од Министерството за финансии и надзорниот орган, спротивно на договорните обврски. Поради утврдените неправилности, договорот бил раскинат. Од финансиската полиција велат дека со ваквите постапки била предизвикана штета на буџетот на државата од 127,4 милиони денари. Bendisal adına me ana, bendisal vino crveno, bendisal utarakija. Jalo mi pilo stojane, votaja ladna me ana, otoa vino crveno, i otaja lutarakija.
8 години не биле утврдувани сите даночни обврзници за данок на имот во општина Дебарца, поради што СВР Охрид поднесе кривична пријава против поранешен градоначалник. Пријавата е поднесена против 60-годишниот ЗН од селото Волино, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Според полицијата, во периодот од 2017 до 2025 година, додека извршувал функцијата градоначалник на општина Дебарца, осомничениот не извршил соодветен надзор при утврдувањето на правните и физичките лица кои биле сопственици, корисници или носители на право на располагање со недвижен имот на територијата на општината. Од СВР Охрид наведуваат дека поради пропуштање на должен надзор не биле утврдени сите лица кои подлежеле на обврска за плаќање данок на имот, ниту било спроведено нивно реодоначување. Според сомнежите, со ваквото постапување дел од даночните обврзници останале надвор од системот за наплата на данок на имот. Полицијата соопшти дека со ваквите действија била предизвикана штета на општина Дебарца во износ од 431.245 денари. Случајот е доставен до надлежното обвинителство, кој треба да одлучи за понатамошното постапување. Кривичната пријава се темели на сомнежи за злоупотреба на службената положба, а евентуалната одговорност ќе биде предмет на натамошна постапка пред надлежните институции, велат од МВР. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Министерот за здравство Азир Алиу изјави дека на листите на чекање за хируршки интервенции се евидентирани и починати пациенти, нагласувајќи дека нивното ажурирање мора да се спроведува рачно и во координација меѓу Министерството и здравствените установи. Тој посочи дека до Министерството пристигнуваат индиции и сомнежи од пациенти за можни злоупотреби со листите на чекање, но дека засега тие не можат јавно да се објават поради недоволна документација. Има случаи кога пациент, например со онколошко заболување, се враќа бидејќи лабораториските резултати не се соодветни за интервенција, а потоа во друга лабораторија се покажува дека состојбата е поинаква. Овие ситуации мора да се анализираат и да се детектираат можни злоупотреби, рече Алиу. Тој нагласи дека системот за листи на чекање мора постојано да се чисти, бидејќи во него се уште фигурираат пациенти кои починале. Алиу потсети дека во февруари е пуштен во употреба порталот operacii.zdravstvo.gov.mk, кој овозможува електронско следење на листите за елективни хируршки интервенции со принцип прв дојден, прв услужен. Тој информираше дека системот за евиденција на работното време преку отпечаток од прст е во пилот фаза и засега функционира во Министерството за здравство и во 3 клиники во клиничкиот центар Мајка Тереза, инфективна клиника, торакална хирургија и трансфузиологија.
Strojnik ja si pratim, da te posvršam. Strojnik ja si pratim, da te posvršam. Amanet, ostanal od pamti vek, greh bilo boj se sada, da ne se zeme. Amanet, ostanal od pamti vek, greh bilo boj se sada, da ne se zeme. Tatko ne te dade, беше malečka, късмет си ми била, дойде бегалка. Късмет си ми била, дойде бегалка. Amanet, ostanal od pamti vek, greh bilo boj se sada, da ne se zeme. Amanet, ostanal od pamti vek, greh bilo boj se sada, da ne se zeme. Amanet, ostanal od pamti vek, greh bilo boj se sada, da ne se zeme. Amanet, ostanal od pamti vek, greh bilo boj se sada, da ne se zeme. Amanet, od pamti vek. Државниот завод за ревизија во објавениот извештај утврди бројни слабости и неправилности во системот за остварување, исплата и контрола на правата од социјална заштита во земјава. Ревизијата го опфаќа периодот од 2022 година до јуни 2025 и покажува дека постапките не се усогласени со законите, а институциите немаат соодветна размена на податоци. Најсериозните пропусти се забележани во текот на 2024 година, кога стотици граѓани истовремено земали и пензија и социјална помош. Поради слабости во системските контроли и размената преземање на податоци по службена должност за 2024 година, ревизорите утврдиле 235 корисници кои истовремено стекнале, односно користеле и права од социјална заштита и пензија.
зашто неосновано исплатени се 14.536 илјади денари, односно околу 236.000 евра, од кои 10.763 денари на 190 корисници по основ на гарантирана минимална помош, 426.000 денари по основ на траен надоместок на 5 корисници и 3.347.000 денари по основ на правото на социјална сигурност на старите лица кај 40 корисници, се вели во извештајот на Државниот завод за ревизија. Ревизорите алармираат дека центрите за социјална работа немаат доволно контроли, работат со нецелосна документација и доцнат во постапките. Дополнителен проблем е што воопшто не се следи ефикасно враќање на парите кои биле неосновано исплатени од буџетот. Во извештајот се нотира и затајување на соработката меѓу клучните институции за вработување на социјално загрозените лица. Со цел да се спречи натамошното нерационално трошење на јавните пари, Државниот завод за ревизија препорача итна измена и подобрување на законската рамка, зајакнување на контролите и подобра координација меѓу институциите. Оган да го гори, тој што ке ми стори, да те остава. Оган да го гори, тој што ке ми избори, да заборава. Македонијо, каде да сум, таков сум, не се давам никому. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Да ме крсти, прекрстува и да тепа отепува, Македонијо. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Да ме крсти, прекрстува и да тепа отепува, Македонијо. Македонијо, жива да си, Македонијо. Оган да го гори, тој што ке ми избори, да те остава. Оган да го гори, тој што ке ми избори, да заборава. Македонијо, кој може да остави или да заборави? Кој може да остави или да заборави? Доцедел жев и тугули, да ме груев сандански, Македонијо. Кој може да остави или да заборави? Кој може да остави или да заборави? Доцедел жев и тугули, да ме груев сандански, Македонијо.
čuvajte go imeto. Slušajte Makedonci, čuvajte go imeto. Makedonsko naše ime, ne davame da zagine Makedonijo. Slušajte Makedonki, čuvajte si go imeto. Slušajte Makedonki, čuvajte si go imeto. Makedonsko naše ime, ne davame da zagine Makedonijo. Makedonijo. Živa da si Членовите на Државната комисија за спречување на корупција на 33-та седница донесоа вкупно 69 одлуки, од кои најголемиот дел се за советници, градоначалници, директори на училишта, градинки, комунални предпријатија, декани на факултети, но и пратеници кои по анонимни пријави, но и по сопствена иницијатива на Државната комисија за спречување на корупција се оформени предмети за неподнесување на анкетен лист за имотната состојба. За дел од предметите утврдено дека лицата кои вршат јавни функции не поднеле изјави со што доставени им се прекршочни платни налози, а по плаќањето на глобата и поднесувањето на изјавите предметите се затвораат. Софија Спасова Медарска, член на Државната комисија, побара од страна на ДКСК да се достави допис до Нотарската комора и до Министерството за правда дека сите нотари треба да достават изјави за имотната состојба. Овој заклучок беше донесен по пријавата од непознат подносител во општина Куманово, според која 14 нотари не ја исполниле оваа законска обврска, но по проверката на податоците од 14 нотари, само 2 ја исполниле својата законска обврска. За дописот за службено лице во Национален парк, кој е било и председател и на Сдружение, а во службените простори организирал настан поврзан со Сдружението и користел службено возило за приватни цели, членовите на ДКСК констатираа дека за ова лице веќе се водат постапки од други надлежни институции. На седницата се разгледувале и предмети во кои граѓаните имаат пишувано за можна корупција и во приватни фирми, како и за државни институции без да се наведат конкретни докази. Ваквите предмети беа затворени, бидејќи ДКСК не е надлежна да постапува по ваквите предмети. Skršio spomenite, temnina beše ne vido majko, nosina beja ne pozna. Beše libeto, davaj me malo za nego mene, zar sama jodam po nego. Čekaj, pričekaj, free.
Sačekaj, Herkule mele, barem da dojde brato ti. Bratot mi pošol me došol lele, crni otaber mu došol. Po nego, davaj me mamo za nego lele, zar sama tjo dam po nego. 8 години не биле утврдувани сите даночни обврзници за данок на имот во општина Дебарца, поради што СВР Охрид поднесе кривична пријава против поранешен градоначалник. Пријавата е поднесена против 60-годишниот ЗН од селото Волино, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Според полицијата, во периодот од 2017 до 2025 година, додека извршувал функцијата градоначалник на општина Дебарца, осомничениот не извршил соодветен надзор при утврдувањето на правните и физичките лица кои биле собственици, корисници или носители на право на располагање со недвижен имот на територијата на општината. Од СВР Охрид наведуваат дека поради пропуштање на должен надзор не биле утврдени сите лица кои подлежеле на обврска за плаќање данок на имот, ниту било спроведено нивно реодоначување. Според сомнежите, со ваквото постапување дел од даночните обврзници останале надвор од системот за наплата на данок на имот. Полицијата соопшти дека со ваквите действија била предизвикана штета на општина Дебарца во износ од 431.245 денари. Случајот е доставен до надлежното обвинителство, кое треба да одлучи за понатамошното постапување. Кривичната пријава се темели на сомнежи за злоупотреба на службената положба, а евентуалната одговорност ќе биде предмет на натамошна постапка пред надлежните институции, велат од МВР.
dan veki ljubam jas i da ljubam i da gledam fajde nema dušo moja šekerna, šekerna ti kaleša neverna šekerna, šekerna ti kaleša neverna. Tanka snaga gršam jas i da gršam i da gledam fajde nema dušo moja šekerna, šekerna ti kaleša neverna šekerna, šekerna ti kaleša neverna. Marketing. Sonce od tvojte руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Председателот Христијан Мицкоски изјави дека владата ги презела сите мерки за справување со евентуални пожари сезонава. Сите 3 воздухоплови, вели тој, се сервисирани на време, како и воените возила, што минатата година беа пренаменети за справување со пожари. Со заклучок на владата од 1 јули ќе се воведе забрана за движење низ шумите, а општините ги проверуваат капацитетите и евентуалните ризични локации. Мицкоски во одговор на новинарско прашање посочи дека институциите се организираат, укажувајќи дека високите тревни површини како резултат на дождливата пролет во наредниот период ќе бидат подложни на влијание од високите температури. Тој укажа на справувањето со пожарот над Штип, кој што, како што рече, благодарение на силната организираност на доброволците, пожарникарите, градоначалникот и локалната самоуправа, беше ставена под контрола во многу кратко време и беше комплетно изгаснат. Како влада ги преземавме сите мерки, но факт е дека сезоната е таква каква што е. Имавме прилично дождлива пролет, имаме голема висина на тревна површина. Сега доаѓаат денови кога ќе се зголемува температурата, таа тревна површина ќе се суши и нормално ќе биде подложена на ваков тип на влијание, изјави Мицкоски. Блажена горо мори зелена, убава малеш планино,
polna hajduci, lete si polna goro ovčari, zime si polna hajduci. Turcivo selo mori slegoja, vo naši kući blegoja. Turcivo selo mori slegoja, vo naši kući blegoja. Dete od luka mori zedoja, živog ovogan prlija. Majka si prsti mori kršeše, tatko si kosi kubeše. Kaži, kaži, oblače lebelo, otkaj ideš, što si neveselo. Dal go vide moj to rodno mesto, da li sluša majka mi što zbori. Dal go vide moj to rodno mesto, da li slušna majka mi što zbori. Jaz go vido tvoj to rodno mesto, i ja slušnav majka ti što zbori. Vtudina je moj to čedo milo, so tuđinci tuđi lepte lilo. Vtudina je moj to čedo milo, so tuđinci tuđi lepte lilo. Ti kaži, oblače lebelo, živ i zdrav ti da si me videlo. Vreme ide doma da se vrnam, da se vrnam majka da pregrnam. Ušte malku doma ќе се врнам. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. А на крајот, во катчето за најмладите, приказната Царевото Ново Руво. Ви посакувам пријатен ден. Царевото Ново Руво. Си живеел некогаш некој цар кој многу сакал нова облека и сите пари на тоа ги трошал. И на смотра кај војниците, и на театар,
и во шумата на прошетка одел само за да ја покаже својата нова облека. За секој час во денот тој имаше посебна облека. И како што се вели за цар, тој е во советот, за него велеа, царот е во гардеробата. Градот во кој живеел царот бил голем и весел, така што речиси секој ден на посета доаѓаа странци. Па еден ден таму се појавија двајца измамници. Се представиле тие како ткајачи и рекле дека можат да искајат прекрасна ткаенина од која подобра не ке се најде. Таа ткаенина не само што имала убава боја и шари, ами и облеката со шиена од неа имала чудесно својство, така што станува невидлива за секој што не одговара на својата положба или за секој што е глупав. Тоа би била прекрасна облека, си помислил царот. Ке си ја облечеш и веднаш ке видиш кој во царството е неспособен. Згора на тоа можеш и да ги разликуваш паметните од глупавите. Нека ми искајат таква ткаенина најбргу што можат. Тој им дал многу пари на измамниците за да ја завршат работата што поскоро. Си ставиле тие два разбоја и се преправале дека работат, иако на разбоите ништо и немало. Без пардон побарале најубава свила од чисто злато, па ке си ја спакувале в торба и ке си продолжиле да си работат на празните разбои до доцна навечер. Добро би било да видам како напредува работата, си помислил царот. Но му се стегнало срцето на самата помисла дека оној што е глупав или што не одговара за својата работа нема да ја види ткаенината. Иако верувал дека не треба да се плаши за себе, сепак решил дека треба да испрати некого да ја види. Сиот град знаел за својствата на таа ткаенина, така што сите биле нестрпливи да видат колку е неспособен или глупав нивниот сосед. Ќе го испратам кај ткајачите мојот стар чесен министер, решил царот. Некој треба да ја види ткаенината, а тој тоа го умее најдобро од сите. И така отишол стариот министер во салата каде двајцата измамници работеле на празните разбои. Господе Боже, помислил министерот триејки ги очите. Та јас ништо не гледам. Но не го кажал тоа на глас. Измамниците го повикале да дојдат поблизу. Го прашувале дали се весели боите, убави ли се шарите. При тоа цело време покажувале на празните разбои. А кутриот министер, колку и да ги триел очите, не можел ништо да види, зашто не ни имало што да се види. Господе Боже, си помислил тој, глупав ли сум? Никогаш не сум помислил такво нешто. Само да не дознае некој, да не сум способен за своето место. Не смеам да признаам дека не ја гледам ткаенината. Што велите, а? Прашал еден од измамниците. Многу е сладко, прекрасно, рекол стариот министер, гледајќи низ очилата. Колку убави шари, колку убави бои. Да, морам да му кажам на царот дека на вистина ми се допаѓа. Баш ни е мило, рекле измамниците и почнале да ги кажуваат имињата на боите, да ги објаснуваат ретките шари. Стариот министер слушал и помнел за да може точно да му пренесе на царот. Така и сторил. А измамниците побарале уште пари, свила и злато. Сето тоа им било потребно за ткаенината, но тие работи повторно си ги спакувале. За ткаенината ништо не искористиле, а сепак продолжиле да работат. Навргу, царот испратил друг чесен чиновник за да види како оди работата. Ке бидели скоро готова ткаенината. Со него се случило истото што и со министерот. Тој гледал, но ништо не можел да види. Освен празни разбои, немало ништо друго. И што ќе кажете? Убава е ткаенината, нели? Го прашале измамниците, објаснувајќи колку е прекрасна шарата, која воопшто ја немало. Не сум глупав, помислил чиновникот.
Најверојатно не сум способен за својата работа. Чудно. Во секој случај тоа не смее да се забележи. И тој почнал да ја фали ткаенината која не ја гледал и им се восхитувал на прекрасните бои и на преубавите шари. Да, навистина прекрасно, му пренел тој на царот. Во градот веќе почнало да се зборува каква прекрасна ткаенина исткале ткајачите. Тогаш царот решил самиот да ја види пред ткаенината да биде тргната од разбоите. Тој отишол кај трите измамници со избраната свита, во која биле и двајцата чесни чиновници кои веќе ја виделе. Ткајачите ткаеле со сета сила, иако на разбоите немало ни конче. Прекрасно, нели? Рекле двајцата стари чиновници. Погледнете, ваше величество, колку се прекрасни шарите, колку се живи боите. Тие покажувале на празните разбои, мислејќи дека останатите ќе ја видат ткаенината. Што е ова, си помислил царот. Ништо не гледам. Ужас! Да не сум глупав? Или можеби не сум способен за цар? Леле, колку страшно. Да, навистина е убава, рекол царот. Го одобрувам. Тој задоволно нишал со главата и ги гледал празните разбои, не сакајки да признае дека ништо не гледа. И сета свита гледала и не видела ништо повеќе од останатите, но сите зборувале како и царот. Навистина прекрасно. Па му советувале од таа ткаенина да сошие облека за празничната веселба што предстоела. Прекрасно, чудесно, величествено, се слушало од сите страни. Сите биле воодушевени. Кралот им дал на двајцата измамници звање рицари и ги назначил за царски ткајачи. Пред веселбата измамниците ја преседеле цела ноќ шиејки и потрошиле повеќе од 16 свеќи. На сите им се чинело дека тие брзаат за да го сошијат новото царско руво. Тие пак се преправале дека ја земаат ткаенината од разбоите. Сечеле со големи ножици, шиеле со игла без конец и на крајот рекле: облеката е готова. Царот отишол кај нив со најпознатите дворјани, а измамниците, високо кревајки ги рацете како да држат нешто, велеле: еве ги панталоните, еве го палтото, еве ја и наметката. И така натаму. Лесни се како пајажина, може да ви се стори како да не носите ништо, но во тоа е и убавината на оваа ткаенина. Да, велеле дворјаните, иако и тие ништо не гледале, зашто и немало што да се види. А сега, ваше височество, соблечете ја вашата облека, рекле измамниците. Ке ви ја облечеме новата тука, пред големото огледало. Кралот се соблекол. Измамниците се преправале како да му ја облекуваат новата облека. Го фатиле околу половината, демек му прицврстуваат нешто, а царот си се вртел пред огледалото. Ама убаво стои, леле колку ви прилега, велеле дворјаните на глас. Колку убави шари, прекрасни бои, збор нема, облеката е навистина раскошна. Балдахинот чека на вас, ваше височество, рекол церемонијал мајсторот. Со него ќе одите на веселбата. Подготвен сум, рекол царот. Убаво ли ми стои облеката? Тој уште еднаш се завртел пред огледалото, зашто се преправал дека убаво ја разгледува облеката. Слугите што требало да ги држат полите од царевата облека се преправале дека подигнуваат нешто од земја, а потоа тргнале, тегнејки ги рацете. Не смееле да дозволат некој да забележи дека не носат ништо. И така тргнал царот под балдахинот, а сите луѓе што биле на улиците и на прозорците велеле: ах, новата облека на царот е навистина прекрасна. Леле, колку е убава наметката, а палтото колку убаво му стои. Никој не сакал да признае дека ништо не гледа, зашто тоа би значило дека или е глупав, или не одговара на своето работно место. Ниту една облека на царот не предизвикала толкав восхит.
Та царот е гол, извикал одеднаш некое момче. Леле, слушни што зборува, невоспитан еден, рекол татко му. Сите почнале еден на друг да си ги кажуваат зборовите на момчето. Тој е гол. Ете, детето вели дека е гол. Гол е, извикал на крајот сиот народ. И на царот му станало незгодно. Тој почувствувал дека народот има право, но мислел и на себе. Треба да останам на веселбата до крајот. Тој почнал да чекори уште повеличествено, а слугите оделе по него, носејќи ја наметката што ја немало. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.